Не се смируваат реакциите на партиите околу истрагата што ја спроведува Министерството за внатрешни работи и обвинителството за катастрофата во Кочанската дискотека. Од опозицијската СДСМ бараат проширена истрага да ги опфати и актуелните функционери, бидејќи засега се фокусира само на минатото. Според нив повторно нема истрага против никого од МВР одговорен за кобната ноќ. Ако затаиле контролните механизми и безбедноста кои се под директна надлежност на ОВР Кочани, СВР Штип, односно МВР и БЈБ, како е можно ниту еден од актуелните функционери да не биде приведен и да не биде опфатен со истрагата? Не само што не изготвиле безбедносен план и не направиле проценка на ризик. Полицијата била на лице место кобната ноќ во диското, видела малолетници, пиротехника, непријавен настан, клуб без лиценца и не презела ништо. Од Алијанса за албанците на Зијадин Села велат дека се злоупотребува Кочанската несреќа за удар врз албанците и било неправедно дури и кон жртвите од таа ноќ. Неправедните неосновани чисто етнички мотивирани апсења, злоупотребувајќи ја Кочанската трагедија, имаат две цели: да се сокријат вистинските одговорни, почнувајќи од премиерот, министерот за внатрешни работи и актуелните раководители на надлежните локални и централни органи. Да се заплашуваат албанците, да се угнетуваат албанците и да се предизвикуваат револт и меѓуетнички тензии со цел дефокусирање од реалните проблеми и одговорности. Алијансата за албанците уште во првите моменти изрази сочувство кон семејствата на жртвите во трагедијата во Кочани. Не интересира правда и одговорност, целосно расветлување на случајот и казнување на вистинските виновници за семејствата да добијат барем правна сатисфакција. Министерот за внатрешни работи Тошковски рече истрагата не смее да биде под влијание на политичките препокувања. Според него заврши времето кога беа виновни пајакот и кабелот. Сакам да упатам една јасна порака до македонските граѓани. А тоа е дека времето кога кабелот и пајакот беа криви заврши. Министерството за внатрешни работи во соработка со јавното обвинителство во овие неколку недели макотрпно работеше во насока на прибирање на докази, во насока на утврдување на фактичка состојба, во насока на поврзување на секој еден кој што имал било какво причинско-последична врска со предметниот кривично правен настан, соодветно да го обезбеди и да ги превземе своите законски надлежности согласно закон. Претходно и од ДОИ повикаа на темелна истрага за Кочани. Според албанската опозиција, апсењата предизвикуваат меѓуетнички тензии, оттаму ја нагласуваат итната потреба за одговорност и обезбедување, почитување на сите стандарди за да се спречат такви трагедии во иднина. Наместо да превземе брза и решителна акција и да ги повика на одговорност оние кои се вистински виновни, владата се вклучи во активности за бегање од одговорност на актуелните функционери и се одаде на создавање непотребни етнички тензии. Во моментов Мицкоски со неосновано апсење на албанци се обидува да предизвика меѓуетнички тензии како параван за неуспесите на владата и како алатка за предизвикување етнички раздор. Од левица пак објавија дека подготвуваат интерпелација во собранието за министерот Тошковски поради како што велат селективност во истрагата по трагедијата што се случи во дискотеката.